Заврши законскиот рок за аплицирање за една од најатрактивните мерки од оперативниот план на владата за која што се пријавија над 5000 наши граѓани. Мерката самовработување. Понатаму оние кои што ќе имаат најдобри бизнис планови и најмногу поени, влегуваат во процедура за избор и земање на грантот. Целта на сите овие мерки е пред се задржување на младите дома. За младите до 29 години грантот е 10.000 евра, за оние пак над 29 години 7.000 евра. Ако се здружат во ДОО две млади лица до 29 години, може да добијат 20.000 евра, а над 29 години две лица може да добијат 14.000 евра. Да постигнеме три основни цели. Прво, да ја намалиме невработеноста во Македонија, која морам да кажам е на историски најниско ниво од осамостојувањето на Македонија до денес. Исто така да овозможиме развој на локалната економија преку отворање на вакви бизнеси и секако многу битна трета работа е тоа да ги задржиме луѓето, посебно работоспособните и младите луѓе до 29 години да останат тука во државата. Сите апликанти кои што ќе поминат на таа првична селекција од страна на Агенцијата за вработување се доставуваат до Агенцијата Инова, каде што секој од нив е контактиран од наша страна и му се доделува юзернем и пасворд од платформа каде што ќе може да одбера со кој од нашите советници сака да го изработува бизнис планот, а нашите советници бројат преку 300, од кои 180 од нив се директно овластени за изработка на бизнис план. Младите кои што аплицираа очекуваат да им биде прифатен нивниот бизнис план и да отворат свој бизнис. Аплицирам за автолемарија, прв пат, со сопствен бизнис да се развијам. Првична идеја ми е отварање на мултифункционален едукативен центар, каде што ќе се развиваат покрај едукативни вештини и вештини за иднината. Помеѓу присутните имаше и млади кои што отвориле свој бизнис со ланските мерки и сега се задоволни од тоа како им оди. Фастфуд, ние отвориме фастфуд. Конкретно има западен стил на храна, доста успешен бизнис. Задоволни сме од самиот проект. Би го препорачал да самиот проект е да се охрабрат младите да отворат нови бизниси. Во Прилеп бројот на апликанти е зголемен за разлика од лани од 294 на 316. Новитет е тоа што оваа година може да аплицираат и повратници од странство, кои што добиваат плюс 10% на секоја сума од различните грантови. Најголемиот дел од апликации се во услужните дејности, претежно. Има дел производство на керамички плочки, производство на мермер, значи до обработка на мермер, има во IT секторот, значи има доста повеќе дејности. И верувам дека од овие 316 апликанти досега дека и ќе имаме зголемен број и дека најголем дел од нив ќе учествуваат, односно ќе добијат средства за да отворат собствен бизнис. Со тоа работиме на подобрување на пазарот на трудот, односно да имаме што е можно повеќе луѓе кои што се вработени, особено оние кои што сами ќе се вработат и со тоа, како што спомнаја и заменикот министер и директорката, ја намалуваме директно стапката на невработеност, таа паѓа се подолу и од наредната недела стартува мерката помош за правните лица при вработување на работници.